Време за визита на инфективната клиника во Скопје. Добре. Кога дома? Денеска или утре? Утре. Овој брачен пар од Кичево со нетрпение очекува да ја напушти болничката соба. Чуваат докторите ве пазат? Докторите не чуваат. Тук ми е. Се заразив бил на роден ден кај ќерка моја и од зетот се заразив. Медицинскиот тим внимателно ги евидентира сите промени кај хоспитализираните. Веќе подолг период од инфекции работат исклучиво со ковид. Него да ќе се потрудиш по големиот дел од денот да го поминеш се себе. Добро? Баба Танка Јанева од Струмица нема идеја како се заразила. Добар ден. Но многу добро знае што ќе ја биде прва задача откако ќе ја напушти клиниката. Али сега чим се вратам ќе се вакцинирам. Ја научивте лекцијата? У животот секој човек права грешки. По визитата, на интензивна нега се слуша само звукот на болничките апарати. Капацитетот на инфективната клиника во Скопје е речиси целосно исполнет. Пациенти има на секој од 4 ката. Ова е секојдневието и на доктор Горан Рангелов. Безброј пати во денот по протокол влегува и излегува од црвената зона. После 2 години да се оградиш од се и да отидеш дома со ладна глава, тоа е тешко. Секако ги размислуваш пациентите кога си дома и кога спиеш. На доктор Рангелов му го постави прашањето што тој вообичаено им го поставува на други. Како сте, докторе? Уморен. Ако може се збор да се каже, уморен. Вие прележавте? Не, јас не прележав за среќа. Аз сум вакциниран со 3 дози вакцина, значи вклучуваат и ревакцината. 3 дози Pfizer. Да. Исто така и сите во семејството моје се вакцинирани. Пациентката од педиатрија дојде? Ова е персоналот на инфективна клиника. Само годинава низ раце им поминале 23.000 луѓе од државава. Половина од прегледите биле за итни случаи. Низ годината, овие луѓе се грижеле за здравието на 3.000 хоспитализирани пациенти. Колегиум на инфективна се одржува секое утро, а доктор Илир Демири е задолжен за координација на хоспитализациите во текот на денот. За овој тим, важно е како функционираат и останатите ковид центри. Наговестувањата од медиумите и по тоа што се случува во светот, веројатно очекуваме да има уште еден нов бран изголемување на бројките. Не сакам ние да се најдеме во позиција кога ќе бидат исполнети нашите капацитети, а останатите ковид центри да бидат затворени. Затоа е многу битно да се очуваат отворени ковид центрите низ државата. Освен што ги координира, доктор Демири е и гласот на колективот на инфективна. Сите лекари и медицинскиот персонал кога се обучуваат, студираат, учат, затоа имат една цел. Тие во суштина се алтруисти. И тоа ги води низ животот и низ работава. Меѓутоа, кога работава е многу напорна, ние стануваме досадни за нашите блиски, за нашите семејства. Затоа овие луѓе мора да им се помогне на некој начин за да постигнат собствена лична сатисфакција и во нивните семејства. Тоа би било убаво кога институциите би ги наградувале соодветно за да можат да прикажат каде се ангажирани и доста само хуманитарно, да кажам. Страшно е ова што се случува. На приземјето на клиниката се наоѓа ковид амбулантата. Овде се одлучува дали некому му е потребна хоспитализација. Ајде, диши се. Диши тоа. И амбулантата работи 24 часа на ден. 2 години веќе сме навистина исцрпени.
може да се каже дека бројот на дневно ниво на прегледи е за нешто редуциран во на компарирано со на што сме научени да функционираме. Ако тоа биле 100 прегледи за 24 часа, сега е нешто по-низок процентот, меѓутоа и далеко од тоа дека за нас е ситуацијата стабилна. А дел од граѓаните не се ни трудат да превенираат разболување. Може би за нијансот има зголемување на пациентите кои што во анамнезата ќе ви кажат дека се вакцинирани со одредени вакцини за ковид, меѓутоа се уште е голем процентот на оние кои што воопшто не се имунизирале. Ја посетивме и директорката Милена Стевановиќ, која проговори за приказните што оставиле силна трага врз неа, како на пример повозрасна пациентка која не дочекала да си го прегрне што туку роденото внуче. Со последните здивови ми кажа да пренесам на кирката дека кади да биде дека ќе го сака највише на свет и покрај тоа што не верува дека веќе не верува дека ќе го види. Јас верувам дека тоа дете ќе ја чувствува љубовта на неговата баба која никогаш немаше прилика да ја запознае. Од кади да таа доаѓа. Пример за успешна борба е помлада пациентка која по сериозно влошена здравствена состојба успеала да го сочува и духот и ветувањето кон докторката. И јас си викам, буцка ми го скрати животот, викам. Она ми вика, јас ти ветувам дека ќе ослобнам, ме повлекува за ракав и ми вика, ама докторка и ти си буцка. со полно право. Она навистина имаше долга битка која успеа да ја извојува во нејзина полза и кога дојде на контрола после отпуштањето нејзин од болница со драматично намалена телесна тежина, јас не ја препознав. И ме чека, ме викаат сестрите, ми викаат докторка ве чека, пациентка сака да ве види. И јас одутувам, која е пациентка, ти се гледам, јас во амбуланта, не можам да ја познам. Вика, ветив јас кој ќе те ме видиш следниот пат, нема да ме познаш. Така да тоа ми ја наполни душата, да кажам. Меѓу персоналот на инфективната клиника нема антиваксери, тврди директорката. Фактот што први одблиску воочиле што значи инфекцијата ги натерал да се вакцинираат во висок процент. Во пресрет на новата година и тие се надеваат на подобро. Мојата новогодишна прослава ќе биде тука. Се надевам дека ќе поминеме мирно, што би било добро и за нас и за пациентите. Повеќето од популацијата разбирам дека не сакаат веќе да бидат затворени, дека не сакаат веќе маски да носат, дека сака да се вратиме на нормалниот живот, но тоа за сега е тешко стварливо и веројатно е многу опасно. Ја само можам да се надевам дека конечно после овие 2 години секој еден наш граѓанин, имајќи респект кон нашиот бел мантел, дека ќе внимава малце повеќе на себе. Да нема болни. Тоа да имаме здрава популација и секако персоналот кој е уз мене и поточно кажано ја уз нив, ова да имат економска сатисфакција и да се припојави некој Дедо Мраз кој ќе ги израдува убаво.